Драги гледачи, овај пат во емисијата Актуелно ќе зборуваме за успесите и проблемите на земјоделското стопанство на подрачјето на општина Тетово. На разговор ги поканивме другарите кои се посредно или непосредно вклучени во решавањето на проблемите за позабрзан развој на земјоделското стопанство во овај крај. Живко Стефановски, подпредседател на извршниот совет на собранието на општината, Даут Ибраими, општествено-политички работник при Општинскиот комитет на Сојузот на комунистите, Идрис Идризи, председател на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз, Мелко Антерски, директор на Земјоделско-индустријскиот комбинат Тетово, инженер Љубомир Стефановски, директор на Општинската стручна служба за развој на индивидуалното земјоделство и Аливеби Идризи, директор на земјоделската задруга Напредок од село Пирок. Јас сметам дека ве представив добро, не погрешив во вашите имиња. И другар Стефановски, предлагам да почнеме со вас. Вие како подпредседател на извршниот совет најблиску сте до сознанијата за комплетната состојба на стопанството во вашиот регион. Како се вклопува земјоделската гранка во целокупното стопанство и има ли таја значајно место и ако го има, како си го обезбедува? Ја мислам дека одговорот би бил најсоодветен ако се потврди ова последново што го рековте, а имено во вкупниот стопански биланс земјоделството од Тетовска општина зазема мощно значајно место. Како илустрација за потврда на оваа констатација, да кажам дека во општествениот производ, кој што во 77 година изнесува негде околу 1.500 милиони динари, земјоделството учествува со 24%, а самиот тој факт, констатација, мислам дека го потврдува неговото место во вкупното стопанисување во општината. Меѓутоа, сметам за целесообразно да кажам дека развојот на земјоделството не е соодветен на местото кое што го зазема во вкупниот стопански биланс во нашата општина. Тоа може да се види од поатокот што во претходното среднорочие во земјоделството во општината е инвестирано во проширена репродукција само 44 милиони динари, додека и планирањето за ова среднорочие е мощно скромно, негде околу 100 милиони динари, односно 10 милиарди стари динари. Исто така може да се рече дека во претходните неколку години карактеристика за Тетовско подрачје беше и покрај тоа што навистина овде педантно се обработува земјата, нема запуштени површини така натаму, меѓутоа и покрај ова земјоделството е во известна смисла во поранешниот период запуштено. Затоа пак во последниве години се чинат многу големи напори и како резултат на тоа доаѓаме и до зголемување на учеството во земјоделството во создавањето на општествениот бруто производ во општината. Ова што го спомнав 100 милиони динари, ние веќе го надминавме во првиве 2 години на среднорочниот план и преземаме сега многу покрупни чекори за поголемо инвестирање во проширената репродукција и со тоа навистина да го обезбедиме она место кое што земјоделството го зазема во стопанството. Да кажам и тоа дека ние сме мощно густо населено подрачје. Едно од најгустите во нашата земја. Имаме вкупно 93 вкупни населби, од кои 92 са селски. И ова не натера да разработаме еден посебен модел, една посебна методика за развојот на селата, паралелно со тоа и за развојот на земјоделството. Ние сакаме да создадеме повеќе истурени стопански точки. Во рамките на тоа изготвивме еден модел на развојот на селските населби и ги категоризиравме во неколку категории, во неколку вида. Имаме 3 селски населби кои што ќе бидат полуградски населби. Тоа се Боговиње, Теарце и Челопек, кои што сега имаат
над 4 до 5.000 жители, а предвидуваме ние до 2000 година само овие 3 населби да имаат негде околу 30.000 жители и тамо ќе треба да се развиваат според овие предвидувања одредени стопански дејности. Потоа доаѓа моделот на така наречени стопански центри во кој што исто така ќе има истурени соодветни капацитети, кои што ќе придонеса и за обезбедување соодветна екзистенција таму на населението и за намалување на приливот на селското население во градот, бидејќи планираме поблаг пораст на градот до 2000 година. И најпоследни оној модел на центри на селски населби, кои што поинтензивно треба да се развиваат од останатите селски населби и кои што главно ќе се подпираат на земјоделските ресурси. Развојот на тие села ќе биде исклучиво врз основа на тие земјоделски ресурси, така да мислам онѓа потенцијали кои што во земјоделието досега не се искористени ќе бидат многу поинтензивно користени во наредниот период, напоредно со развивање на овој модел на населби кој што го предвидуваме. Од ден на ден расцепканоста на поседот е се поголема. Комасацијата како мерка веќе е проверена и потврдена за унапредување и за подобро стопанисување со овој земјоделски посед. Дали вие како подрачје, како општина, предвидувате на известни терени ваква мерка, комасација на површините? Се зборува дека 30% од обработливите површини отпаѓаат на меги, ендеци, канали, на непродуктивна земја. Добре, мислам покренавте еден можно суштествен проблем од развојот на земјоделието во Тетовско и навистина во наредниот период мора посебно да се посвети внимание на неговото прашање, затоа што е еден од условите, и тоа значајните услови за остварување на зацртаните цели што ги имаме во земјоделството. Кај нас преовладува, како што рековте, индивидуалниот сектор. Негде над 96% од обработливите, а не од вкупните површини се наоѓаат во индивидуалниот сектор и посебна една појава е за нас ова што рековте вие, омеѓувањето. Сега тоа 30% површини не се наоѓаат по меѓи, меѓутоа ако се земи засенчувањето што се добива од дрворедите, тие се главно неплодни дрви, од кои што нема некоја нарочита корист, навистина се доаѓа до еден стручен заклучок да околу 30% од површините се наоѓаат или не се користат или само делимично се користат поради тоа засенчување. А од друга страна, видите, развојот на механизацијата кај нас е мощен и интензивен. Ние имаме сега негде околу 750 трактори во индивидуална собственост. И сега ако земите дека вкупната површина во полог изнесува негде околу 34.000 обработлива површина, од која негде околу 22.000 е во рамницата, останатата во ридско-планинските реони, доаѓаме до еден заклучок дека механизацијата е мощно силно развиена, може да се споредува дури со некои средноевропски земји каде што тој интензитет на употреба на механизација е поголем, меѓутоа сега тоа се судрува со конкретната состојба, затоа што механизација не може да се употребува на еден посед кој е омеѓен, ситен, ограничен и така натаму. Па мислам дека во овој поглед веќе сме ги направиле првите чекори за да и ние спроведиме комасација. Земјоделско-индустријскиот комбинат Тетово е единствениот поголем носител на земјоделското стопанство во општествениот сектор и работните луѓе во оваа организација секако чинат напори да се повеќе вклучат во развојот на земјоделското стопанство на подрачјето и на индивидуалниот сектор. Другар Антевски, што значи комбинатот воопшто за стопанството на подрачјето и колку тој има удел во современото социјалистичко стопанисување? Вие сте единствени во земјата кој немате сопствена краварска фарма, а имате млекарница. Како, ако можам така да се изразам, ја напојувате со млеко за да го снабдете градот? Земјоделскиот комбинат е навистина најкрупна организација на нашето општинско подручје. Тој е формиран во почетокот на 67 година со интеграција на неколку помали стопанства и задруги.
i dosegao svoj razvoj i той постигна големи резултати како земјоделска организација. Неговата лична карта би била следна. Тој денеска вработил околу 560 стално вработени работници. Преку целата година користи околу 50 до 60 во просек повремена работна сила. Ако се земе тоа да се укалкулира, тоа значи да некаде околу 600 вработиви стално запослени работници со броен кадар на високостручни кадри, агрономи, инженери, техничари и други профили на кадрови. Он во миналата година отприлика ќе заврши со укупен приход од 25 милијарди стари динари. Просечниот личен доход на вработените некаде ќе изнесе околу 320.000 стари динари. Во својата работа, во својата дејност тој се занимава, нема му е основна производња јабучарско производство, овощарско производство. Имаме некаде околу 525 хектари интензивни насади со јаболко. Има голем ладилник со капацитет од 8.500 тона лагер. Понатамо има развиена прометна мрежа, има развиена откупна мрежа, има во својата дејност, како што и ви рекоте, миналата година се изгради и новата млекарница, за која ќе стане мало покасно збор. Значи, он представува една заокружена целина. Во тек е и подигање на нов овоштен насет од 65 хектари со вишни. Тој ќе биде лосиран тука некаде поред патот за Скопје. Тоа ќе биде нов производ овде кај нас, многу интересантен, а он ќе служи за кооперација со индивидуалниот сектор. Во програмата за унапредување на јабучарското производство е во тек изработена на нова програма од 65 хектара интензивен насад на јабука од Пилар систем во районот на Жилче, така да отприлика некаде до 18 година ние треба да се заокружимо на околу 700 хектара јабука и вишни. Тоа ќе биде некаде продукција на јабука годишно до околу 25 милиони килограми. Ви имате и основна организација на здружен труд при вашиот комбинат за кооперација. Да. Ние снимивме кратка репортажа за вашата млекарница. Ви предлагам да ја видиме. Нашата млекара, односно млекарата на ЗИК Тетово, има капацитет од 25.000 литра на ден, меѓутоа со можности и до 50.000 литра, ако се за тоа укаже потреба. ЗИК Тетово добија од околу 2.500 кооперанти, а покрај нив во снабдување на нашата млекара со млеко се вклопени и неколку задруги, се од Тетовското подрачје, од општина Тетово. Меѓутоа, ние планираме да во иднина ги опфатиме и некои села од гостиварскиот терен. Овие кооперанти ни носа негде околу 16.000 литра млеко дневно сега во ова време. А поединечно секој по колку литри носи? Па има доста крупни производители, има производачи кои што носат и до 200 литра на ден млеко. Тоа се прилично крупни производители. Се наоѓаме во Саракино, село со напредни земјоделци. Ево овде со мене фамилијата Саевски. Тука е Чичко Јошко, таткото на 6-7 синови, уште двојца недостасуваат. Сите напредни сточари. Чичко Јошко,
Што значи за вас млекарата во Тетово? Млекарата за нас е еден програм голем, jer bo сега на овај сад едино сме се допреле вако да бидеме успешни сточари и земјоделци. Ја се бавим со млеко од 28 година. Сум се бавил со овци, па со краве, па биолици, али до сега не сме кооперирале со задруга до отворање на млекариве. Со отворање млекариве, ние се окренавме у млекара и данаска имаме 8 крави и 6 јунице, значи 14 имам. Колку млеко даваш на млекарата секојдневно? Па секојдневно 90, 80, а идем, сега имам стелни крави, до 120 идем. Што очекувате од кооперацијата? Дали сте задоволни? Нешто ви недостасува? Па добри сме со кооперацијава како сега што кооперираме, добри сме. Едино имамо недостиг сточно, брашно, трици, у тие работи имамо сточна храна за краве. А за сено имамо своје, бо имамо и земја, не сме само и сточари, ами и земјоделци. И уште нешто би казал, уште нешто млеково спрема другиве продукти. Млеково не е доволно платено. Ви понатаку очекуваме перспектива во однос на млекарата, дали се зголеми цената. Сматрам дека преку ними во кооперација ќе можеме да и набавуваме повеќе и храна и се надавам понатака некој социјално да не преку ними некако да као кооперанти нивни да и социјално некако Бидете преку ними осигурани, да социјално бидеме осигурани. Колку време се работува со млекарата? Па со млекарата се работиме во давна време. Од 53 година наамо, ние сме редовни кооперанти. Било, мислим, со млечни производи, со комбинатов и со земјоделски градинарски култури. Ја би рекал, редно би било да сме социјално осигурани, како сите граѓани што ги ужива сите права у Југославија, би сакале и ние да ги уживаме тие права и пензија чак. Вие сте познати и како добри производители на хибридна пченка. Еве ти, Славко, си добил и награда, ти си прогласен за шампион годинава за високи приноси од хибридна пченка. Колку доби килограми по хектар? Па прошла година сум имал 18.732 кила по хектар. Да. А оваа година освоја прво место еден други човек од село Копањци. То се сепак високи приноси, равни на нивото на југословенски рекорди. Да. А Славко, знам дека сакате да набавите и расни крави. Да, би сакал да набавим расни крави. Слушамо телевизија, пратимо телевизија, гледамо да увек овие кредити има по Србија, негдека овдека ми тоа слабо виѓамо, слабо користимо, па би сакал, ако се може, ја би зел со мојата фамилија на 20 грла сточни добри раса, источнофризанска сорти. Да, источнофризанска раса. Само би молел да би могле некој да биде кредитите, да камата да биде облажена на некој начин. 6% се дава камата за... 6%, ако се може и... Голема ли е тоа? Па сега, може не е голема, толку баш многу висока таа камата, само ипак би можел, не знаеме за колку години се работа, ако е за брзо, онда па е и висока каматата, бидејќи се знае. Добро, и во Македонија се дават кредити за развој на индивидуалното земјоделство, секако треба вие преку комбинатот или општинската стручна служба да се интересирате. Веројатно кредит може да се комбинатот би доби. требало, комбинатот тоа да ни набави нас, кредит да зајамо јуници. Ние би тражеле да се отвори една фабрика за сточна храна овдека. Тога ќе ни удоволи. Бидејќи ми имамо по 20-25.000 кила ченка, ама немамо кај да ga створиме у јарма, мислим у концентрати. Тоа би казал ја. И би молил заедницава да направи една сточна храна в Тетово. Фабрика за сточна храна. Фабрика за сточна. Колку крави имаш? Ја имам 6 млзници и 3 јунички, 9 моментално. Колку литра дневно носиш Па на сега млекар? моментално се носим околу 60 кила. Аз сум носил до 80 и 100 кила, така сум носил. Меѓутоа, најголем проблем не е нас, е стварно за исхраната, али има други еден проблем што е најважно, со водна заедница. Водна заедница е многу скуп, водата на домесот е многу скуп, 16.000 и нешто на еден декар ченка, што значи чисто оној приход што е више, што ќе се добие со работа, со труд, што ќе се вади, чисто само за водна. И не ни се исплатува да ја вадиме површините и остануваме со ниски приноси.
Ние имавме можност да ја видиме и кратката снимка во село Саракино што направивме со индивидуалните земјоделци. Чувте дека тие барат повеќе сточна храна. Превзема ли нешто на тој план комбинатот другар Антески? Тоа е навистина голем проблем овдека во општинава. Ние досега се снабдуваме со сточна храна преко разноразни извори, преко трговачки организации, преко млинската индустрија, меѓутоа тоа е недостаточно. Така да стално имаме проблеми, стално имаме барања, стално имаме критики на тој план. И ние во разговор со другари од извршниот совет и собранието и другите структури се договоривме да уствари изградиме една фабрика за сточна храна. За таа цел се сега изработи еден програм, тоа ќе чини некаде околу 2 милиарди стари динари, да обезбедиме исклучиво сточна храна прво за потребите на нашите кооперанти, за сточарите, било тоа овие кои што се нас кооперираат со крави, а поготово за овци. И верувам дека со градбата на тој капацитет ќе се реши проблемот за снабдување на сточна храна. И друго што сакав да речем, ние млекарата не сме правиле само за потребите на Тетово за снабдување со млеко, него сме рачунали за потребите на Скопје. Меѓутоа мора да кажем сега малку имаме проблем со пласманото млеко во Скопје. Ми млекото се го пласираме во Тетово, пласираме Гостивар, пласираме нешто у Кичево, нешто носиме млеко у Штип, Зик, Штип, у млекарата нивна. Уште не сме доволно продале со пласма на млекото у Скопје. Едино што ја снабдеваме болницата у Скопје со млеко, со пресно млеко и јогурт, меѓутоа уште не сме продале во скопската трговачка мрежа, тука малку имаме отпори. Сега ние сакаме да го тоа malo наметнеме и преко Стопанската комора тоа прашање, jer Скопје знаеме дека увози млеко од надвор, а овдека ние форсираме, го напредujeme. Тоа не е само за нас случај, тоа и за Куманови, за Штип, мора да се реши проблемот на Република да Скопје уствари прихвати да зема поголеми количини на млеко од нашите млекари. Што се однесува за прашањето за осигурувањето на индивидуални сточари, Вашите кооперанти посебно. нашите кооперанти, ние додуше до сега не сме на тој проблем многу обратиле внимание. Меѓутоа слушаме дека тоа се маса региони и регии веќе решава тој проблем. Еве се припремаат и републички прописи за таа цел. Ние веќе сме завзели еден став да тие сточари кои што со нас кооперираат, да се евидентираат, да се со нив успостават одредени подолгорочни деловни односи и ние ќе настојаваме колку што можеме да помогнеме да се реши нивниот статус за социјално, односно пенјинско осигурување. Во подрачјето една од поголемите земјоделски задруги е задругата Напредок од село Пирок. Која е основна дејност на задругата и колку кооперанти имате вие? Нашата задруга, земјоделска задруга Напредок од село Пирок, Тетовско, има моментално 45 здружени земјоделци и 24 постојано вработени работници. Сталната и главната дејност на задругата е земјоделието, меѓутоа, како истакна и другите дискутанти предходни, земејќи предвид дека задругата работи, делува во посебни услови каде обработливото земјоделие е во индивидуален посет, скоро во 97%, ние мораме како задруга да ја насочиме нашата активност во изнаоѓање на нови форми, во општествувањето на производството, во организирано производство, во што поголемо вклучување на индивидуални земјоделски производители во задругата. Во конкретниот случај, нашата задруга ланска година почна со откуп на млекото, бидејќи традиција кај нас не постоела. Откупот на млекото почна од 25 јануари 76 година. Во почетокот бевме приморени да откупиме само 25 литри дневно, така што за 3-4 месеца вкупната количина на млекото се покачи во 1500 литри дневно, така што денеска секој ден во ЗИК Тетово, во новата изградена млекара, носиме по 2000-2200 литри дневно. Во последните години забележен е виден напредок во постигање рекордни приноси на разни земјоделски култури и во производството на млеко кај индивидуалниот сектор.
Вие како организација што работи на стручното унапредување на индивидуалниот сектор, што се превземате за неговото унапредување? Изминатиот период од 5 години од формирање на Центарот за унапредување на индивидуално земјоделство постигнати са видни резултати во унапредување на индивидуално земјоделство. Меѓутоа, заслуга не е само на Центарот, туку на успешната соработка со општествено-политичките организации од нашата општина, а во прв ред со Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз, Собранието на општина Тетово, Комбинатот и другите земјоделски организации од нашето подрачје. Приоритетно место во унапредување на индивидуално земјоделство му дадовме на сточарството. Така да во период од 5 години ние успеахме да осемениме 23.555 грла крави, за кое што е утрошена сума од 2.163.500 динари. Тоа како субвенција? Како субвенција. Се водеше сметка да осеменувањето се врши со попродуктивни раси, како што се источно-фризиската, мотафонската и оберентаската. Од вкупниот број на плоткињи во подрачјето на општина Тетово, 17.000 крави, негде околу 30% веќе се опфатени. Меѓутоа не можеме да бидеме задоволни со оглед на тоа што ето 70% остануваат и понатаму се уште на природно припуштање. Меѓутоа тука би требало нешто собранието на општина Тетово да ги активира оние поранешни одлуки за лиценцирање, така да барем на оние подрачја кај што се врши вештачко семенување, да се овие бици кастрираат. Додека во ридско-планинските краишта да се изврши лиценцирање на машките приплодни грла. Големи резултати исто така се постигнати и во ширењето на хибридната пченка, така да во последните 5 години преко Центарот е субвенционирано над 100.000 килограма семенски материјал, при што се постигнати приноси над 8.000 килограми по хектар во зрно од овие хибриди, така да спрема статистичкиот принос просечен кој што изнесува негде околу 3.000 килограма, овој е за 3 пати поголем. Исто така видни резултати се постигнати и во сочувување на подмладокот добиен по пат на вештачко семенување, а именно на расниве телиња. Преку Центарот во текот на изминатиот период се субвенционирани над 1100 грла женски телиња добиени по пат на вештачко семењавање, со цел да истите се задржат за понатамошно унапредување на сточарството, да не иде на безразложно наклање, така да и за оваа цел са потрошени над 80 милиона стари динари. Понатаму, видни резултати се постигнати и во унапредување на ридско-планинскиве краишта, нарочно во последниве 2 години, каде што се субвенционира семенски материјал за вештачки ливади, како и вештачки ѓубрива, така да ние успеавме да подигнеме 150 хектари вештачки ливади, а исто така преку една акција успеавме со местниве заедници да се договориме и да набава нешто и во собствена режија земјоделците, така да во миналата година негде околу 70 хектара се подигнаа такви ливади. Интенцијата на Центарот е и понатаму да ги прошири овие површини, бидејќи да на овој начин ние ќе дојдеме до побрзо развијање на сточниот фонд, не само што ќе го унапредиме сточарството, туку ќе се дадеме и услови да ја спречиме таа ерозија која што ни причинува огромни материјални штети доле во равничарскиот дел. Понатаму има услови да го развиваме и туризмот во овие крајови, а воедно и да обезбедиме доволни количини на млеко за новава индустрија која се подигна млекарата во Тетово. Како стои со давање на кредити за развој на индивидуалното земјоделство? Макар да интерес постои кај земјоделците, нарочно за подигање на штали, за набавка на механизација,
Меѓутоа за сега од страна на земјоделските организации обезбедени се кредити само за набавка на крави. Додека за другиве, мислим, работи не е уште ништо сторено. Ние сме до сега нешто кредитирали околу 250 милиони стари динари за набавка на крави, нешто изглеба на штали, нешто овци. Тоа го правили некои земјоделски задруги, за другата земјоделска од Вратница, за другата земјоделска од единство Челопеке. Не знам, веројатно и Пирок има у план да тоа го прави. Ја мислам, ќе нема пречки, ние сега штом направиме млекара, штом има каде се млекото преработува, ќе се мало поинтензивно настави со кредитирање на индивидуални цикли, бидејќи банката наша има доволно средства да го кредитира тој вид. Другари Дризи, што се Социјалистичкиот сојуз на ова подрачје сторил и ќе стори за подобар живот на населението на село, за натамошното вклопување на ова население во општите текови на нашиот самоуправен социјализам? Во овие севкупни активности на Социјалистичкиот сојуз и другите организирани социјалистички сили, посебен третман му е дадено на прашањето во врска со поуспешно остварување на, би рекол, и општествено-политичката и економската програма за социјализација на нашето село. Благодарение на вакви едни сознанија и ангажмани, како што реков, не само на Социјалистичкиот сојуз, туку и на останатите фактори и структури во општината, а и организациите на Сдружениот труд, кои ни гарантират дека многу од проблемите во областта на развојот на селото ќе ги разрешиме и побрзо и поуспешно. Во прилог на овие позитивни постигања, јас би изнел само некои од показателите што ги имаме во подрачјето на општината. Еве, например, да со задоволство вака можеме да констатираме дека во вкупно 93 селски населби што ги имаме во општината, само уште 5 од нив не ни се поврзани со автомобилски патишта. Асфалтни патишта. Асфалтни. Се разбира, од тие што се поврзани, 80% се со асфалтни патишта, 20% со макадамски патишта. Или во областа на здравството, да речеме на село. Моментално редовно работаат 17 здравствени пунктови. Или во последниве 2 години 5 веќе се изградија нови амбуланти, уште 3 се во завршна фаза, а насекаде работаат здравствени работници, така да навистина и на тој план сме успеале здравствената заштита да им ја доближиме на нашите работни луѓе на село. За истакнување е и тоа што и во областта на образованието, например, само во последниве години ние имаме изградено 12 нови училишни згради на село, со кој е обезбеден нов училишен простор од 4074 метра квадратни училишен простор, во кој се инвестирани околу 2 милиарди стари динари. Вредно е да се напомне и тоа дека, например, за изградба на овие здравствени објекти, односно амбуланти, кои чинеа околу 390 милиони стари динари, 170 милиони стари динари се од партиципацијата на самите граѓани на село. Придонесите. Јесте, од придонесите, а исто така и останатиот дел на средствата се од самомесниот придонес општински, што го имаме распишано уште пред 2 години, а кој ќе трае 5 години, наменет за здравството и за образованието. Исто така чинети се секако напори и постигнати резултати на планот на останатите области во општината. Ние како Социјалистички сојуз заедно со сите други структури се зафативме и за една проблематика која според наше мислење е важно и битно, а тоа за да некако во местните заедници продре
поквалификуваното општествено планирање. И преку тоа сме успеале пред се да ги надминеме некои стари сваќања, некои така речено може би традиции или сваќање како да Социјалистички сојуз, местната заедница со сите своји структури на село треба да се ангажира само околу некои комунални објекти, патишта и снабдување со вода и така натаму, а да заостануваат останатите области од животот што го чинат тој комплекс на она што значи животен стандард на работните луѓе. Ми се чини дека е оправдана политиката на сите фактори во општината наша да се свртиме малку повеќе на развојот на земјоделието, бидејќи таму ни се кријат се уште големи резерви. И да го осознаеме фактот дека екзистенцијата на работните луѓе и стандардот нивни не може да се оствари едино само преку големите комбинати, преку големите фабрики од социјалистички сектор, туку и како може да се тој стандард, таа екзистенција да се обезбеди на село и преку така нареченото мало стопанство, преку помали стопански објекти, а пред се преку развивањето на кооперативните односи на индивидуалното земјоделство. Се наоѓаме пред двата значајни конгреси, 7-миот на Сојузот на комунистите на Македонија и 11-тиот на Сојузот на комунистите на Југославија. Во тек се во целата земја изборите за нови раководства на Сојузот на комунистите, а и подготовките на членовите на Сојузот на комунистите за овие конгреси. Што превзема општинската организација на Сојузот на комунистите и кои се патиштата низ кој е вклучена со својата активност во оваа смисла? Во рамките на сите напори кои се правени, а и кои сега се прават во однос на општествено-економскиот развој на општината, а посебно за развојот на земјоделието и селото, сметам дека посебна ангажираност се чувствувало и досега, а и сега и од страна на основните организации на ЕСКА, посебно оние кои што делуваат на село. Ова активност уште повеќе беше присутна во времето на организирањето на предизборната и изборната активност која се одвиваше во текот на изминативе 2 месеци, тоест во декември минатата година и јануари оваа година. Анализата која што се направи од страна на основните организации на село посебно, а исто така и другите организации, со посебен акцент се укажуваше на потребата од еден по-конкретен ангажман на основните организации на Сојузот на комунистите и сето членство за разгледување, проучување, анализирање и на задачите кои што веќе со претходни материјали и на Конгресот на Сојузот на комунистите на Југославија и на нашиот републички конгрес веќе се дадени на дискусија и дел од нашето членство веќе ги имаат тие материјали. Заради тоа и утврдените програми кои што се утврдени во поголем дел основни организации на Сојузот на комунистите на изборните конференции кои што веќе се одржа во сите организации, посебно се поставува врската на, низ тие програми за поголема ангажираност и вклученост на Сојузот на комунистите во севкупните движења кои што се остваруваат во нашиот живот. И ако се збори вака издвоено посебно за активноста на Сојузот на комунисти на село, ја сметам дека треба да се истакне дека во многу е изменет и односот и стилот на работата на основните организации на село од она што сме го имале, да кажеме, уназад неколку години, кога основните организации повеќе се занимавале со периферни прашања, додека сега, тоа што е и оценка и на изборните конференции на организациите на ЕСКА, основните организации на Сојузот на комунистите на вистина представуваат едни тела кои што во своите програми и во своите акции се во тек на поставување и на движење на напред сите акции кои што се превземаат посебно на село. Сега веќе ми имаме една состојба да членството на Сојузот на комунистите и основните организации во целина со своето раководство
представуваат еден интегрален дел на акциите кои што се остваруваат и во другите општествено-политички структури во местните заедници. Така да веќе немаме некое издвојување во однос на акциите кои што треба да се остваруваат, да Сојузот на комунисти стои на страна, додека другите организации представуваат тела и политички структури кои што треба да спроведуваат задачи. Значи се работи за една координираност на акциите за кои што сметаме дека сигурно и во наредниот период ќе се обезбедат и добри резултати. Како времето за нашата емисија е при крај, јас ви благодарам за вашето учество во емисијата и ќе ми дозволите со неколку збора да искажам едно заедничко гледање, сознание од овој разговор. Тетовската општина е една од најгусто населената, а воедно со огромен стопански потенцијал. И со право си го бара своето вистинско место во сеопштиот развој на нашето социјалистичко општество. Можности, како чувме, постојат мошне многу, но затоа постојат и проблеми кои што во кусиот нареден период се надеваме дека ќе бидат решени. А вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието.